Почитувани дами и господа, драги пријатели на музичката уметност, добро вечер и добре дојдовте на седмата вечер поред на овие 35 денови на македонската музика. Скоро секоја вечер имавме можност и прилика да промовираме по едно издание на Сојузот на композиторите на Македонија во соработка со Македонската радиотелевизија или Музичкиот издавачки центар и Министерството за култура на Република Македонија. Оваа вечер имам несекојдневна чест и задоволство пред се да најавам промоција на едно навистина прекрасно издание, едно длабоко музичко научно издание. Тоа е книгата на господин Марко Коловски, односно монографијата Томислав Зографски "Живот и дело". Ме представува чест да го поканам промоторот, академик Милан Ѓурчинов, да ја започне промоцијата. Почитувани присутни, јас го насловив своето излагање со следниве зборови: градител и креатор на модерната музичка мисла во Македонија. Чест ми е и посебно задоволство што Фондацијата Томислав Зографски, начело со нејзинат председател, госпоđa Панда Зографска, ме избра да бидам промотор на оваа ретка и извонредна книга посветена на нашиот истакнат и исклучителен музички творец Томе Зографски. Тоа мене ме изненади овој предлог, а верувам ве изненадува и вас, бидејќи јас лично, иако голем поклоник на музиката, не сум се занимавал специјално со прашања од областа на музичката естетика. Сепак се прифатив, надевајќи се дека ќе го оправдам укажаното внимание и ќе објаснам во своето излагање смислата и мощне значајното место што во нашата музичка култура го имаше и се уште го има еден од нејзините најзначајни и најдаровити градители. На самиот почеток, нешто за книгата, која е непосреден повод на оваа наша денешна средба. Мислам дека пред нас еден редок и исклучителен монографски труд, што со многу залагање, истражувачка стрпливост и фактографска студиозност го подготви нашиот истакнат музиколог Марко Коловски, се разбира со сестрната поддршка и помош на госпоđa Панда Зографска Беличанец, сопругата на предвреме починатиот Томе Зографски. Трудот што го остварува Коловски представува зборник од преку 350 густо испишани страници, во кои преку една богата документација од семејни и други документи,
fotografiji, sećavanja, zapisi i lični svedoštva, epistolarni i arhivski materijali i predstave i ocene, bogati od životen i tvorečki profil na naši neumoren muzički dejec i tvorec. Zato sekoja čest i priznanje, pročem čuh deka ova knjiga veke je udostojena jedna visoka nagrada vo našava republika, priznanje na avtorotna ova monografija, koja, spored mene, bi trebalo da bide primer i patokaz za site drugi i slični potvati vo našata umetnička kultura i umetnost. A сега, почитувани присутни, за она што ќе биде главна тема на моето излагање, за оној духовен етимон, како што би го нарекол познатиот научник и теоретичар на уметноста Емил Штајгер, етимон во кој се е фокусирано и од кого се шират сите далги на творечката личност, за она што кај нашиот Зографски беше есенција, сушност, особеност, со која индивидуална посебност и печат, тоа задолжи, според мене, најмногу нашата музичка култура и творештво. Каква заправо беше личноста на Зографски? Како да ја дефинираме неговата посебност, неговиот индивидуалитет? Според мене, она што беше најдрагоцено кај него, она суштинското, се роди веќе во неговите најрани години. Тој се појави на нашата културна сцена како млад, смел, храбар и независен автор, и тоа не обележе само на неговата младост, како што некои мислат. Тоа е обележе на неговата личност во целост, од почеток па до крај. Два момента при тоа играат решавачка улога. Првиот момент е сврзан со неговите, за мене, мощне, драгоцени и значајни критичко-есеистички настапи во весникот Разгледи во 1954 и 1955 година. Вториот е сврзан со неговото заминување од Скопје на студии на Музичката академија во Белград во средината на 50-тите години. Видете, тој имаше неполни 20 години кога се појавија неговите први текстови на страниците од весникот на македонските модернисти Разгледи. Најнапред во број 16 за 54 година тој ќе напише освртот за операта Аида под наслов Вагнер, Верди и Аида. Тоа е негова прва пригодна статија што тој ја потпиша со иницијали. А само 2 броја подоцна тој ја објавува својата визионерска статија со имиња во современата музика, подпишана со неговото цело име и презиме. Во неа тој го најавува своето субверзивно стојалиште за разделба со класичната музика и целосна афирмација на големите творци на модерната Игор Стравински, Бела Барток, Артур Шенберг, Сергеј Прокофјев, Дмитрий Шостаковиќ, автори кои особено Шенберг и Стравински на младиот студент по музичка композиција му се посебно при срце
од кои тој учеше и се надакнуваше од нивните авангардни музички идеи. Тоа беа композитори всушност доста различни еден од друг, а во нашата средина тогаш сосема мало познати, но нивните погледи набргу ќе го обојат во јарки бои музичкиот ракопис на младиот македонски музички мислител и композитор. На таков начин, заправо, Зографски брзо дојде во судир со анахронизмите, застоеноста и музичкиот конзервативизам на својата средина. Вториот битен момент од неговата творечка биографија е поврзан со студиите во Белград, каде што тој учи во класата на професорот Миленко Живковиќ и каде што можне брзо доаѓа во тесен контакт со српската модерна. Тука се зближува со представниците и наследниците на така наречената прашка група, која му се спротивставуваше на српскиот музички традиционализам и се залагаше за современи, модерни музички идеи. Неговиот професор, кој веднаш го забележа неговиот талент, не беше приврзеник на музичката авангарда, но како секој честит и справедлив педагог, ги толерираше новите и необични исчекори на младата генерација, во која се изделија имињата на Душко Радич и Енрико Јосиф, личности со кои нашиот Томе стана мощне близок. Така веројатно и дојде до неговата ударна трета статија во Разгледи идната година, во која под наслов Разговори за уметничкото современо, Разговори за македонското современо музичко творештво, и во која во диалошка форма јас и тој, Томе Зографски го запишува заправо манифестот на нашата музичка модерна. Тој со воодушевување беше прифатен од сите уредници и соработници на Разгледи, кои во разни области се залагаа за нови хоризонти, за чекори од 7 мили на современата македонска уметност. Оваа за многумина тогашни македонски композитори стресна полемичка статија јасно и смело поаѓаше од следниве постулати. Прво, во современата македонска музика, пишува Зографски, за жал нема идеи и со некои заклучоци, и со некои исклучоци, таа сериозно западна во декаденција. Тој го изговара овој збор во едно крајно сензибилно, осетливо време. Но тука беше, според мене, смелоста, храброста, визионерството и неустрашивоста на човекот како беше младиот Томе Зографски. Според него, во нашава